За овој момент Алсу Курмашиева сонуваше со месеци. Емотивно, повторно се сретна со нејзиното семејство во базата Ендрюс, близу Вашингтон, по повеќе од 9 месеци незаконски притвор во Русија. I was greeted by the president and Бев пречекана од председателот и од подпредседателката и тоа беше голема чест за мене, но се што можев да видам беа моите керки. Новинарката на сестринскиот медиум на Гласот на Америка, Радио Слободна Европа во Прага, Курмашиева беше ослободена на трајно судење под обвинение за ширење лажни информации за руската војска. I was jailed for 288 days and Бев затворена 288 дена, а секоја помината минута е страдање, понижување. Затворениците во Русија и Белорусија немаат никакви права. have any rights. Ослободена како дел од историската размена на затвореници на 1 август, Курмашиева отпатува прво во војната база во Тексас, а потоа во незиниот дом во Прага за да се опорави. Од сега па натаму сакам да уживам во мојот живот. Назад во Прага, долгоочекуваното враќање во станот на незиното семејство било многу емотивно, рече таа. I cried. Плачев за прв пат после многу денови. Знаев дека ќе плачам зашто тоа ми значеше многу. Плачев од среќа, што се уште ги гушкам моите деца. Случајот на Курмашиева е дел од пошироката акција на Москва против независните медиуми. Таа беше една од 20 американски новинари за кои САД рекоа дека биле незаконски приведени во Русија. Како Курмашиева, новинарот на Wall Street Journal Еван Грешковиќ беше приведен и осуден во лажно судење пред да биде ослободен во размената. Дознавањето дека Грешковиќ ќе биде ослободен бил емотивен момент за Пол Бекет, која водеше кампањата на журнал за ослободување на новинарот. Tears of relief, smiles of joy. Солзи за олеснување, насмевки за радост, тешко е целосно да се разбере. Падна голем товар, а во тој момент се почувствува дека тоа се исплатеше. Грешковиќ добро и покрај тоа што поминал околу 500 дена во затвор, вели Бекет. It's just amazing to get a life started. Едноставно е неверојатно да се започне животот, на тоа сме фокусирани. Мислам дека одвојува време да се одмори и повторно да си ја најде комоцијата. Случаите на Грешковиќ и Курмашиева ја истакнуваат суровата акција на руската влада врз независното новинарство. And journalists are afraid to seek И новинарите се плашат да бараат независни извори на информации, бидејќи сите тие извори се забранети или се прогласени за нелегални во Русија. Целото општество и медиумите се ставени на режим на преживување. Сега, кога е повторно со своето семејство, Курмашиева вели дека сака да го насочи своето внимание кон политичките затвореници, кои се уште се затворени, вклучително и тројца нејзини колеги од Радио Слободна Европа.